Благодарам, председателе. Почитувани, на дневен ред е Предлог законот за дополнување и изменување на Законот за национална инфраструктура на просторни податоци во Република Македонија. Овој закон е донесен во времето на ВМРО-ДПМН 2014 година, а 2015 година е пуштен во употреба Национален геопортал за просторни податоци. Во 2014 година законот е усогласен со ИСПИРЕ, директивата на Европската Унија, а во 2016 година законот е изменет и дополнет заради проширување на составот на Советот на националната инфраструктура на просторни податоци со две нови членки, Сојузот на стопански комори и Геолошкиот завод на Република Македонија. Целта на предлог законот е воспоставување на регистар на збирки на просторни податоци, зголемување на бројот на просторните податоци кои се достапни на националната инфраструктура на просторни податоци, геопорталот и поактивно учество на субјектите во имплементацијата на законските одредби. Во 2018 година во Србија е донесен законот Национален геопортал за просторни податоци, Геосрбија, користејќи го нашиот потенцијал. Сега во соседна Србија има 38 институции кои се поврзани во порталот, а кај нас се поврзани на националната инфраструктура на просторни податоци само 4 институции. Во Србија има инкорпорирано над 300 сетови на податоци, бесплатно и е преземањето на податоци, а кај нас има инкорпорирано 110 сетови на податоци, а преземањето на податоци е со надомест. Реформите не се започнати откако сте дојдени на власт. Просторните податоци содржат географска и просторна секвенца, важна за скривници, патишта, училишта и други објекти. Битно за овие просторни податоци е тоа што, например, во здравството може да се лоцира и да се најде во зависност од тоа како се средени просторните податоци, како се шири заразата, може да се дојде и да се до изворот од каде почнува заразата. Значи, затоа во секој буквално сегмент на општественото живење се е битно носењето на овие просторни податоци и оваа нова збирка на просторни податоци. Се предлага проширување на Советот на националната инфраструктура на просторни податоци со 3 нови институции, тоа е Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. Треба да се дополни со податоци кои се од битно значење во сите области на живење. Треба да се забрзи постапката за полнење на серверот со податоци. Со дигитализацијата, просторните податоци ќе бидат достапни за сите. Требало со дигитализацијата да се заврши до 2019 година, сега со ова предлог законско решение се дава рок до 31.12.2024 година. Со воспоставувањето на регистар на збирки на просторни податоци ќе се знае точно од кој ресор да се бараат податоците. Регистарот на збирки на просторни податоци треба да даде појасна слика и да прецизира во чии ја надлежност се збирките на просторни податоци и дефинирани во законот и од таму да се бараат. Регистарот на збирки на просторни податоци ќе се води од Агенцијата за катастар на недвижности, а неговата форма и содржина, како и постапката, начинот и роковите на доставување на информациите за податоците од страна на субјектите до Агенцијата за катастар на недвижности ги пропишува владата на предлог на Агенцијата за катастар на недвижности. Ке се формира нова работна група за збирка на просторни податоци и формирањето на ова работна група е поврзана со воспоставување на регистарот на збирки на просторни податоци. Работните групи од овој закон ги подготвуваат подзаконските акти од својата област и вршат други работи што од нив ќе ги побера Советот на националната инфраструктура на просторни податоци и Комитетот на националната инфраструктура на
просторни податоци. Советот на НИП ги формира следните работни групи: институционални правни прашања, градење на капацитети, по 2 технолошки прашања, тука спаѓаат стандардите, метаподатоците, услугите и друго, по 3 односи со јавноста и комуникации, значи тоа се работните групи, 4-та работна група за економски прашања и 5-та е збирки на просторни податоци. Секоја работна група има технички секретар кој го номинира Агенцијата за катастар на недвижности од редот на вработени во единицата за административна и техничка поддршка на националната инфраструктура на просторни податоци. Така што работните групи имаат по 5 члена, субјектите на НИП се номинирани од својата институција, по еден представник во работните групи номинираат. За потребите на работните групи, Агенцијата за катастар на недвижности може да ангажира надворешни стручни лица согласно годишната програма за спроведување на стратегијата на НИП, а агенцијата ја утврдува висината на надоместоците на членовите на работните групи според учеството во работата. Субјектите во националната инфраструктура на просторни податоци се должни ажурните информации за податоците од збирките на просторни податоци, кои се во нивна надлежност, постојано да ги доставуваат до Агенцијата за катастар на недвижности, заради водење и ажурирање на регистарот на збирки на просторни податоци. Информациите и податоците содржани во регистарот на збирка на просторни податоци се ажурираат еднаш годишно. Ажурирањето би требало да биде почесто и да биде побрзо и за пократок рок, бидејќи основна придобивка на дигитализацијата на податоци е штедење на време и брза достапност до податоците. Министерствата и другите институции се должни во рок од 2 години од влегувањето на овој закон да извршат дигитализација на геопросторните податоци од НИП. Во рок од 3 години од денот на влегување во сила на овој закон, министерствата и другите институции се должни да обезбедат услуги за размена на геопросторните податоци, што всушност е и цел на ова предлог законско решение, и да извршат целосно усогласување со одредбите на овој закон најдосно до 31.12.2024 година. Тоа е долг период за да профункционира националната инфраструктура на просторни податоци, ако се земе во предвид дека овој закон е донесен 2014, изменет 2016, од тогаш нема никаков напредок во дигитализацијата и отпочнување на функционирањето, а датум на прием на овој закон во собрание 18 април 2022 година се касни и со од донесувањето на ова предлог законско решение, бидејќи сега сме март 2023 година, 30 март. Со предложениот закон се вметнува Министерството за политички систем, кој не смее да биде субјект на националната инфраструктура на просторни податоци, бидејќи Министерството за политички систем не е креатор на никакви геопросторни податоци и со тоа се крши инспире директивата. Тотална непосветеност како на катастарот, така и на министерствата и органите наведени во законот, кои не ги дигитализираат своите геопросторни податоци. Во законот се дефинираат и прекршочни одредби, така што во предлог законот понатаму се вели дека овој предлог закон не повлекува финансиски импликации. Со донесување на предлог законот за дополнување и изменување на законот на национална инфраструктура на просторни податоци, меѓутоа во член 6 од новиот предлог закон, во членот 28 ставот 4 станува став 5 и гласи: Агенцијата за катастар на недвижности ја утврдува висината на надоместотите на членовите на работните групи според учеството во работата на работната група, а по претходно мислење на Советот на националната инфраструктура на просторни податоци. Работните групи се законска материја, ради работата која ќе ја вршат, се дават надлежности и одговорности на членовите на групата. Со закон се утврдува кои членови од вработените се најодговорни за давање на податоци. Благодарам.